Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Само вистина. Вечерва, како што најавивме, во студиото се господинот Срđan Керим, поранешен министер за надворешни, председател на Генералното собрание на Обединетите нации и амбасадор. Ви благодарам што сте со нас вечерва во Само вистина, господин Керим. И господинот Маријан Ѓорчев, поранешен министер, пратеник, градоначалник. Ви благодарам и вам, господин Ѓорчев, што сте дел од Само вистина вечерва. Благодарам поканата. Лично е дека со вас за почеток ќе зборувам со што е нашата стратешка цел веќе години наназад и деценија, тоа е Европската унија. Деновиве имаше една изјава, нема да ја оквалификувам, не сакам да навлегувам во коментар на изјавата на еврокомесарката Марта Кос, која сподели дека Македонија е тажна, приказна во делот на европските интеграции. Па са прашањето ми е до вас, господине Керим, како гледате вие на оваа изјава на господјата Марта Кос? Зошто сме ние сега тажна, приказна? Затоа што веќе стигнавме во групата со Босна и Херцеговина и Косово. Тоа е по наша вина или по нечија друга вина? Не знам што е мотивирало комесарката Кос да ни ја прикаже ситуацијата таква како да сме ние дел или сами по себе тажна, приказна. Меѓутоа, тажно е што тоа го кажува, бидејќи Европската унија има голема одговорност во сето ова што се случи на Македонија во претходните 25 години, од 2001 сметано наваму, затоа што тогаш подпишавме стабилизација и асоција први. Колегата Ѓорчев и ја бевме у таа влада и знаеме и двајцата за што зборувам. И тоа беше подпишано од страна и ратификувано на Европскиот парламент. Беше преседан, затоа што обично ратификацијата оди од земја до земја членка. Прво. Второ, бевме прва земја во она што го нарекуваат Западен Балкан, која подпиша таква спогодба, која беше нова генерација на спогодби. 5 години после нас Хрватска подпиша. 5 години повлеку. Значи... А Хрватска е веќе во Европската? А Хрватска после тоа 7 години и требаше да преговара и стана 2013 членка. Ние не сме до ден денес мрднале од тој статус. Според вас, која е причината? Реков веќе воопштено, сега и по-конкретно. Одговорност за тоа се разбира и се подразбира дека и ние самите, поради неисполнување на одредени критериуми, да не ги повторуваме, веќе стана тоа толку познато клише. Реформи, судство, корупција и така натаму. Не сакам више да го повторувам, зашто сите тоа граѓани го знаат и птиците може да го отпеат тоа кај нас. Како непосакувани флоскули, вака малку звучи. И тоа е јасно. Тоа не треба сега да го повторуваме по кој знае кој пат. Меѓутоа, она што е занемарено, зашто малку се зборува, а според мене е неопходно, тоа е каде беше у целиот овој период и каква улога одигра Европската унија, која си дозволи прво еден билатерален проблем. Прво со Грција тоа. Со Грција зборувам, да. Тоа беше билатерален проблем со години и требаше да си остане билатерален проблем, го претвори во собственост. Нејзина го презема и не услови со тој проблем. Тоа беше веќе сериозен преседан. Да не зборувам у категории правда-неправда, затоа што не сакам постојано да не прати тој синдром на правда и неправда, зборуваме за реална политика. И у таа реална политика Европската унија неколку пати потврли во однос на Македонија, затоа што даде предимство на други критериуми. Ниедна земја членка на Европската унија не беше изложена на барања преку
копенхашките критериуми, освен Македонија. Обратно, кога се правеа преседани, се занемаруваа дури и копенхашките критериуми. Да не набројувам земји членки тука, Кој што е претходно со политички одлуки стана и член. билатерални проблеми. Јасно. Кипар, Турција, Грција. Еден. Само да набројам. Хрватска, Словенија. И така натаму. Не ми е целта да се малициозно на другите со прст покажуваме, тоа не е поента никаква, ниту па така се води. Ниту па се води надворешна политика на тој начин што другите сега ќе ги обележуваш. Туку зборуваме за Европската унија. Една недоследност и како последица на таа недоследност и конфузија се направија големи грешки и од нивна страна и затоа сме тука каде што сме. На проблемот со Грција се надоврза после и Бугарија, па сега стана и тоа. Ве молам, менување на устав на една држава не е работа на ниедна меѓународна организација, интеграција, ниту пак на соседна држава. Да не зборуваме за соседни држави. Меѓутоа, Европската унија ги презема. Ке зборуваме и за тоа прашање, да. Затоа што и у случајот на Грција и у случајот на Бугарија, Европската унија ги презема нивните ставови, нивните гледања, кои се за мене нормални и легитимни од нивна гледна точка. Треба реално да гледаме на политиката. Тоа вела тие се членки, ние не сме таму. Не, тоа не е... Тоа не е одговор. Не, тоа не е одговор, ве молам. Како е тој одговор е опасен одговор, тоа објаснување е опасно. Тоа значи зборуваш имплицитно за дискриминација. Значи, штом не си член, ти подлегнуваш на дискриминација. Апсолутно неприфатливо. Или треба да бидеш докрај понижен, бидејќи ако ти сменат име и ако ти бараат некои други идентитетски услови кои што слушнавме дека и натаму ќе важат. Апсолутно. И сега е прашањето зошто Европската унија не презема некои чекори во тој дел да ги смести работите кај што им е местото. Билатералните проблеми да се решаваат по билатерален пат, а нашето напредување кон Европската унија, како и сите други земји членки претходно што влегува, да биде следено по оние основни критериуми кои ги има Европската унија. Тоа е едно. Второ, мораме да бидеме свесни дека ова што ни се случува не е само последица на пропусти, слабости на земјите на Западен Балкан, вклучувајќи ја тука и нашата, туку и резултат на сериозни предизвици и проблеми со кои се соочена самата Европска унија. Ке зборуваме за тоа, би сакала како посебна тема. Не, али е добро како поента да секако ќе се го заокружиме овој дел, да објаснам дека прашањето на влечење на сите работи не е само прашање на наши внатрешни проблеми и пропусти кои ги има и не сакам воопшто да ги спорам, ниту па да ги повторувам, тука има и Европската унија свој удел. Затоа би сакала посебно да зборуваме подоцна. Би сакала дека и во овој сегмент да го прашаме господинот Ѓурчев. Како вие тоа, господине Ѓурчев, гледате што сега сме сместени во групата со Косово, со Босна и Херцеговина? Знаеме какви се таму приликите. Косово нема ни кандидатски статус, зависи се од нормализацијата на односите помеѓу Белград и Приштина. Каде гледате вината? Зошто сме ние сепак тажна приказна, како што вели Марта Кос? Зошто е неизгледна нашата европерспектива? Бидејќи деновиве слушнавме, се кажа за Црна Гора, се кажа за Албанија, до кога би можеле да нас воопшто не споменуваат веќе во тој пакет. Најнапред со должно почит кон госпоѓата Марта Кос и незината функција како министар за проширување комесар, за проширување еврокомесар, тој е министар во Европската влада. Значи, Македонија не е тажна приказна. Напротив, сосема спротивно, тажно е начинот на кој што Европската унија се однесува кон една држава која што прво од Западниот Балкан го потпиша во 2001 година договор за стабилизација и асоциација и со тоа беше правната основа, првиот чекор ние да почнеме да чекориме кон Европската унија. Подоцна во 2005 година добивме кандидатски статус без датум на преговори
Такви беа и другите препораки покасно. Потоа 2008 година направивме уште еден исчекор, уште една правна основа да подпишавме Европско партнерство за мир. Тоа се нашите фундаменти, тоа се нашите правни фундаменти по кои што ние чекориме кон Европската унија. И не само тоа, на 1 јануари 2018 година Европската унија ни го призна нашиот позитивен реформски процес со тоа што влеговме во втора фаза од договорот за стабилизација и асоциација, која што ниту една друга држава од Западниот Балкан, па дури и Хрватска, никогаш не влегле во втора фаза, едноставно немало време во преговорите тоа да го направат. И никогаш немале на база на ова што го има Македонија, преку билатерализација на проблемите Хрватска, Словенија, сега да речеме Црна Гора, околу превлака Црна Гора, околу територијални проблеми со Косово, Србија, огромен проблем кога почна преговорите 2013 година. На Србија не беше поставен услов да го признае Косово. Не беше поставен таков услов и покрај тоа што тоа е територијален проблем. Договорот од Охрид, ако се сеќавате, пред некоја година. Зборуваме за почетокот на преговорите. Така што Македонија во тој дел исполни толку многу задачи, успешно ги реши дадени од страна на Европската комисија, зборувам за Европската комисија, која што по тие критериуми од Мастрих, од Копенхаген, за финансиите, за слобода на пазните законитости, за правото и правдата, за слободата, за човековите права, Македонија доби до 2018 година, до денот Д, 19 октомври, кога Макрон кажа дека нема Македонија да ги почне преговорите, да прават нова методологија, да се направи новата методологија. Но факт е дека ние добивме 10 позитивни препораки и една која што, 2015 година, да кажеме дека беше на некој начин неутрална препорака, дека немаме напредок. Тоа беше и сега 16-та во 2024-та, дека Македонија не назадува, ама нема напредок. Но, пазете, до 2018 година имавме 10 позитивни препораки. Што тоа значи? Дека сме ги исполнили критериумите од Копенхаген, дека сме ги исполнили критериумите од Мастрихт, дека имаме добра економија, дека имаме развој на институциите, дека демократите во Македонија напредува и вие имате легитимно право да барате, особено кога во Европа дојде целиот европски естаблишмент. Во тогашниот врв на Европа, Ангела Меркел, Тереза Меј, комесарот Могерини, сите дојдоа во Македонија и сите ни кажа, вие сте подготвени целосно, останува една малечка пречка, треба да го смените името. Многу малечка. Да, треба да го смените името, потоа веднаш ви се дава датум за преговори. Македонија ја направи и најголемата жртва. Тоа е голема жртва, пазете. Ви се откажувате, Македонија, ако земете неколку државнички атрибути имате знаме, имате устав, имате химна, имате име. Тоа ја потврдува весфалската димензија на Македонија држава нација. Ние сме по весфалски критериум, не сме по средновековен критериум држава. И ако е така, тогаш Македонија направи таа огромна жртва и што добивме од тоа? Добивме еден одговор, да, вие сте добри, значи пазете, тие не велат дека ние не ги исполнуваме реформите. Не, вие сте добри, ама сега ќе почекате ние да се реформираме, имаме нова методологија, на нашето прашање дека нашата методологија... Додека шетаа до Македонија и не уверуваат дека треба само уште името да го смениме и веднаш ќе не примат, можеле веројатно претходно и да размислуваат и околу реформите. Мислам дека пак е сепак политичка волја во прашање. Говориме за тоа, значи на крајот ќе завршам. Што се случува? Значи ние пак мора да правите во политиката, мора да правите споредби. Говорам коректно. Јас сум бил во тој преговарачки тим, бевме со господин Срđan Керим, одевме во Брисел, ја во делот на агрикултурата, водите, горите на Македонија преговаравме, успеавме да стигнеме македонскиот агрокод да стане дел од европскиот агрокод. И тука е целата приказка. Хрватите од нас препишуваа, Панкратовиќ министерот препишуваше од мене. Потоа доаѓа црногорците 2007-2008 препишуваа од Македонија. Србите препишуваа. Тоа е факт. Ние бевме толку многу напред. Па може би на тоа мисли господјата Коц кога вели дека сме тажна приказна. Ние се може би сме направиле толку многу напред и единствено по политички критериум со должна почит кон Хрватска, Србија, Црна Гора како држави, јас сум должен да кажам дека тие имаат своји реформи, своји процеси кои што ние мора да ги почитуваме, но тие држави ги отпочнаа преговорите, а Хрватска и беше примена по исклучиво по политички критериуми. Значи Македонија остана во тој вакуум простор, лимбо простор,
кај што ние и покрај тоа што се покажа дека имаме 16 сега веќе до 2024 успешни препораки од Европската комисија, што се случи сега? Што е најголемиот проблем на Македонија? Политичката интерпретација на политичките лидери од типот на Макрон, од Меркел, сега од другите политички лидери, кои што решаваат на Европскиот совет дека да, Македонија економски, административно, копенхашките критериуми, мастрички критериуми се исполнила, ама нели има таа ама не може сега да ги отпочне, треба да го смени името. Кој тоа го направивме, пак ќе кажам, нас ни беше затворена вратата. Од тука натаму треба да извлечеме искуство. Да не бидеме леко доверливи, со една сентенца македонска би ја кажал, зошто некој ќе се грижи за нас, ако ние самите не си ја завршиме работата. Токму тоа ми е следното прашање за господин. Тоа ќе си ја завршиме сами, да си ја завршиме работата и потоа Европа да признае таа завршена работа како свршен чин и едноставно да добиеме покана да бидеме. Тоа е моето следно прашање. Дали треба ние критики трпи оваа влада, бидејќи беше ветено во кампањата дека нема да се оди како до сега. Примерот Мицковски оди со ставот дека ние за нас важат некакви посебни услови, бара да важат условите што важат и за останатите земји членки. Меѓутоа критиките од страна на опозицијата се дека оваа влада практично ја остава државата во изолација. Дали според вас овој поинаков пристап на сегашната влада може подобри резултати или полоши резултати да донесе, бидејќи во однос на делот на уставни измени кои што, како што велат од владата, треба да важат кога би почнале преговори со гаранции дека нема да има други условувања, е подобриот пристап или можеби потребна е друга дипломатска активност? Не знам, вие сте долгогодишен дипломат, претпоставувам, можете подобро да одговорите на ова. Па ако ви кажам дека 50 години сум во дипломатија, со тоа се ја кажа. И за тој половина век научив некои работи. Една од основните работи што ја научив врзано за правилно и добро функционирање на дипломатијата е почитување на националниот интерес. И ја тоа постојано и во емисии кај вас сум го кажувал и на други места и ќе го повторам сега. Ние никако да се освестиме, да сватиме дека нашиот пат кон Европската Унија, нашето позиционирање кон светот, нашиот однос кон Америка, кон глобалните предизвици, треба секогаш да биде раководен од нашиот национален интерес. Кога зборуваме за национален интерес, нема влада опозиција. Тогаш мораме сите но гледаме дека со години не може да дојдат до знам, ама тоа не е добро. Тоа не е добро. Затоа што ако гледаме вака, многу едноставно е. Владата секогаш може и со право да каже извините, ова ние сега наследивме од вас. И сега треба ние да го вадиме костенот од оган затоа што сте направиле тој пропуст. Тоа е непродуктивна дебата. Затоа што ако одиме по тој пат, ние ќе се расправаме меѓу себе, а Европа ќе остане тамо каде што е. Од друга па страна, опозицијата не може да припишува на владата изолација, изолационизам, оддалечување од европските цели, затоа што владата се обидува со разни потези да ја консолидира, стабилизира нашата позиција преговарачка и да имаме јасно артикулиран став од која позиција преговараме. Што е прифатливо, што не е прифатливо, а тоа е она што се вика со еден збор национален интерес. И тука треба сите да застанат за тоа. Дури да се подсетиме, една од единствените работи што оваа држава откако стана самостојна независна држава е направена е консензусот за евро и трансатлантските интеграции. Сите партии го подпишаа. Ако ние не почнеме преговори со ЕУ, ние сами ќе одиме во ЕУ, не знам, општини некои ќе одат сами. Ама тоа е за внатрешни политички потреби, ве молам.
Но тоа не ли е слабе нашата позиција, кога веќе внатре нема токму тоа ви зборувам, значи треба да се води сметка. Ако се бориме со средства кои се врзани за внатрешната политика, за развојот на државата, тогаш да се бориме со аргументи врзано за проблемите на теренот. Тоа не се проблемите на теренот, нашата позиција кон Европската Унија, и не може да се злоупотребува тој фактор за критика на владата и припишување на владата инфериорност. Напротив, тие работи треба да се стават на маса во разговори и меѓу партиите, која ќе се дефинира националниот интерес, за кој одговара секогаш актуелната влада во неговото спроведување, да и другите го следат, а не да делуваме како раштимуван оркестар. Изминативе години знае господинот Ѓорчев во собранието носевме некакви резолуции. Имам впечаток како тие да се не само тоа, донесени чисто заради пред јавноста, не се почитува. Не се работи само за тоа. И во делот на името имавме. Не се работи само за тоа, се работи за следното. За еден начин на озборување во разговори со странските партнери. Тоа е голема грешка која се прави кај нас со години. Тоа што си ти во опозиција и што си изгубил избори, не ти дава право ти со странците кои разговараш да озборуваш сопстената влада и сопстената држава со самото тоа. Тука ние грешиме. Ја тоа не сум видел никаде. Ја цел свет го прошетав и разговарав со толку влади, премиери, председатели, министри и тоа. Никаде не видов едни со други да се оговараат во однос на разговор со странскиот партнер. Без оглед што си мислат едни на други исто како и кај нас, негативно, лошо и така натаму. Што мислите вие дека партиите во Грција меѓу себе се сакаат за разлика од нашите? Не. Исто и кај нив има сериозни проблеми, конфликти, навреди. Али кога прашање национален интерес, зборуваат со еден глас, унисоно. Тоа е поентата што сакам да ви ја кажам. Ние никако тоа да го сватиме и да го прифатиме, затоа што тоа ни е јакне позицијата однос на Европската Унија и на било кого надвор. А вака сами си ја слабееме, си ја подриваме. Значи, вие сметате сега дека веќе промптно, важно, власти и опозицијата да договорат заеднички став и ако може да не се попушта, така да ве разберам сега во однос на ова последно барање уставни измени, меѓутоа од Софија дојдоа пораки дека тоа нема да бидат последните услови што треба Македонија да ги испорача, бидејќи таму има преговарачка рамка, протоколи и така натаму, дел од прашања од историја, идентитет и така натаму. Тоа колегата Ѓорче подобро ќе ви го објасни, бидејќи он стана и експерт за тоа прашање, престојуваше таму и од внатре ги научи работите. Значи, според мене е клучна една работа. Дали ние прво како политички систем, нели, механизмите на државните институции, структурата и односот меѓу мрежата на односи со кои што се одржува тој систем преку политичките партии. Сметаме дека македонската држава е таа која што треба да биде есенцијата на нашето действување во преговори со Европската Унија, да и веруваме на македонската држава, независно која партија е на власт, да ја поддржуваме македонската држава во нашиот процес кон приклучување на било која меѓународна асоциација. И ако така гледаме државата, тога сите сме одговорни, нели? Сите сме одговорни да допринесеме во даден простор и време таа да се приближи кон таа меѓународна асоциација. Да, имавме консензус никога беше за споразумето, ниту пак кога беше во прашање француски. Ќе ви дадам пример. Кога станавме кандидат членка, јас бев во Брисел, бев во парламентот и бев одговорен да реферирам за реформите во економскиот сектор, кај што бевме многу напред. И јас бев во тој тим, заедно со потпредседателката Шекеринска, со секретарката на владата Цветанка Иванова, бев опозиција, како представник на опозицијата, но јас, бидејќи имавме извонреден успех во тој ресор што јас го реферирав, го бранев тоа како дел од македонската држава, како представник на македонската држава. Не е битно дали ќе го подпише кандидатскиот статус Шекеринска или ќе го подпише господинот Керим, или ќе го подпишете вие Галевска, битно е да го подпишува македонската влада. И потоа тоа во парламентот се ратификува. Значи, така се брани Македонија. Се брани со еден заеднички став, со верба во државата. Ние имаме дискусии во Македонија и тоа од сериозни луѓе, аналитичари, луѓе кои што професионалци, кои што кажуваат дека ние не сме кадарни
сами да ги вршиме реформите. Дека нас ни треба некој од надвор, секојаш медиатор. Сметате вие дека сме некадърни сами? Јас сметам дека сме многу кадрни, затоа и кажав на воведот дека ние имаме 16 успешни препораки, кај што некој председател на комисија, независно дали се викал Рен, Баросо или се викал Јункер или сега Хан бил за проширување, зборам за председател на Европска комисија, сега е Урсула фон дер Лајен, ги подпишуваат тие и кажуваат, и комесарите за проширување кажуваат дека ние како држава одиме напред. Се движиме во процесот на придвижување до Унијата. Да, не е спорно тоа, господине Ѓорче, сега е мала шала низ ретроспектива. Се сеќавате како велеше еврокомесарот Хан. Да ги решиме работите на балкански начин. Ама веројатно малку треба да го сведиме тој впечаток што го има Брисел за нас овде. Господин Керим што го кажа. Значи националниот интерес е тој си го брани еден интерес, тој е австриец. Тој си има свое видување за Европската унија. Тој е австриец. Тој си ги брани интересите на Австрија како држава, но исто така е представник, нели, комесар, министер за проширување. И сега вие не можете од човек кој што е министер за проширување или тука представникот на Европската комисија кој што е 3 години, дека тој човек повеќе се грижи за Македонија од господинот Керим, од мене, од вас, од сите кои што работиме со години, со децении. Од отварањето на Европската канцеларија 95 година до сега, точно се 30 години. Ние 3 децении работиме на доближување на Македонија, да не говорам, тука сум говорил неколку пати и кај вас, затоа господин Керим знае бил во таа дипломатска сфера, дека Македонија преговараше многу сериозно од 70 до 78 година со Европската економска заедница и уште тогаш усвои многу европски регулативи, директиви, дин стандарди, сето тоа што значеше усвојување на европски вредности. Јас не знам тоа, дали точно таа информација, господин Керим, сепак бевте и во круговите на поранишната југословенска политика? Да, тоа се извинам, да. Да, нема проблем. Значи, тоа е, ние имаме, треба еднаш да си кажеме, ние веруваме во македонската држава. Дали во делот на политиката, дали во делот на бизнис секторот, дали во делот на синдикатите, предприемачството, стопанската комора. Сите обединети треба да дадеме подршка во даден простор и време, сега тоа е актуелната влада, и да дадеме подршка да зацементира нашата позиција дека не можеме да се откажеме од нешто на кое што генерации пред нас посветили да изградат оваа држава. Не можете вие така бегло да прифатите некој што сгрешил, што сценал дека треба да го направи, а го направил на начин кој што остава последици, затоа што не е елиминирал причината која што причинско-последично не довело оваква ситуација. И ние мораме да го решаваме тоа сега. Македонија мора да го решава. Мора да најде начин како да излезе од оваа ситуација со конструктивен предлог. При тоа, уште еднаш ќе кажам, преговарачката рамка не е правен основ, затоа што е само предлог, кој што требаше, владата го прифатила, но парламентот не го ратифицира. И тоа е, како да ви кажам, знаете колку имаше нон-пейпери, преговарачки рамки, германски, словенски? За вас сега тоа како нон-пейпер? Не, за мене тоа е нешто што нема правен основ за Македонија. Тоа е предлог, да, ние така сметаме. Така сметаат. Но така ни говореа кој иде во Македонија дека ако го смениме името веднаш ќе не примат. Сега тоа е преговарачка рамка која не е добра за Македонија, која што фаворизира интерес каде што можеме ли да ја промениме? Па можеме сигурно. Можеме да сите велат дека тешко тоа, дека Зошто велат дека тешко? Па од Брисел такви се пораките, дека имате преговарачка рамка, треба да го исполните. Па како Србија тргна со една преговарачка рамка 2013, сега е друга преговарачка рамка. Треба во член 35, оние по старата методологија, кај што стои дека во општите одредби дека треба да ги решат проблемите со Косово. Зошто не може да се смени преговарачката рамка? Зошто да прифаќаме отстапки за нешто за кое што никој, пак е споредбата е клучна во политиката, никој досега тоа не го направил. Дали Кипар го сменил името во Јужен Кипар, затоа што постои Северен Кипар кој што на некој начин сега дел од таму е турската армија. Дали проблемите со оно што се случува, пак ќе кажам, со други држави, дали еве Украина во моментот, сега ги читав последната конференција за Украина, која што има секакви проблеми, и територијални, и малцински прашања на романско малцинство, на унгарско малцинство, на словачко малцинство, неразрешени прашања, а која што добива огромен пакет на финансиска помош, што ќе ја придвижи многу напред, дали тоа значи дека тие исто така треба да на некој начин да речиме тоа не е политички критериум? Не. Тоа се политички критериуми. Токму за тоа бараме. Македонија бара да се исклучи билатерализацијата. Тоа што е
однос помеѓу Бугарија и Македонија. Тоа што е меѓу Македонија и Грција не треба да биде предмет на европското проширување. А реално колку е тоа возможно, господин Кин? Само едно блиц прашање имам. Тушно ли дека Југославија можела да била повикана на времето да стане членка на Европска унија? Јас тоа го кажувам тоа цело време. Значи точно. Па вие зборувате со човекот кој беше задолжен од име на тогашната сојузна влада на Анте Марковиќ. Тогаш немаше министер за Европа, како што умеѓу време уведоа, али ја бев задолжен владата за преговори со Европската унија за спогодба за асоциација. Само Турција имаше од тој момент. Како оно што го направи Македонија во 2000-те на таква спогодба? Посилни беа тие спогодби. Тие спогодби како што има они со Турција и само со Турција, ние понудија на нас, на Југославија. Истата. И тоа беше практично влегување во предворието на Европската заедница. Тогаш беше до 90. Тогаш беше заедница. И тогаш беа 12 членки. Толку. Не беа ни 15. Така што бевме многу близко. Меѓутоа, внатрешните процеси во Југославија не оддалечија од се, па и од тоа, да не навлегуваме. Но, меѓутоа, имаме и таква предисторија и тоа е само поента плюс. Ние не моравме да учиме, убаво тоа го кажа колегата Ѓорчев, за разлика од Полска, Чешка, Словачка, Романија, Бугарија и сите земји членки на Варшавскиот договор, не моравме да учиме абецеда врзано за Европската заедница и како функционира. Бидејќи со години со неа соработувавме, имавме и спогодби, преференцијален статус. Да, точно. И сето тоа регулирање на води, Јадранско море, риболов и така натаму, да не разборувам, и многу други спогодби, функционални ги викавме. Не, сето тоа нас треба да ни се смета како дел на сукцесијата на таа Југославија. И реализирани работи. И ние ги превземавме. И треба да ни се прифатат. Тоа е едно. Второ, Антонио Кошта, да го внесеме во разговорот. Да не зборуваме само за комисијата. Председателот на Советот. Председател на Советот. Тој е број еден функционерот на Европската унија по ранг, по пресенс, по се. И политички. Што рече Антонио Кошта кога стана председател пред неколку месеци? Дека најважна геополитичка инвестиција на Европската унија е Западниот Балкан. Тоа е фраза, тоа е покана или е порака. Ја мислам дека е и порака, а подразбира и покана. Затоа што ако се каже дека тоа е геополитичка инвестиција во овој момент, а знаеме каков е моментот глобално гледано во светот, и не само ради војната во Украина, него целокупната позиција на Европската унија е разнишана, со Америка расправи, со Русија војна, со Кина пореметени односите, внатрешно недефинирани, со Турција расправи. Значи, во таква ситуација ти да кажеш за Западниот Балкан, и кога го кажа тој тоа, се подсетив на еден факт. Дајте да зборуваме со факти и за факти, а не да шпекулираме. Пред 20 години, 2004 година, примија 12 земји, од кои и тоа беше едно шаренолико друштво, членки на Варшавски договор по нанешни, по неврзани земји како Кипар, Малта и така натаму, земји кои беа многу поголем залак и финансиски гледано, и политички, и се вкупно од овие земји што останаа сега во Западниот Балкан. И тогаш можеше во пакет и сите заедно да се примат, а сега е проблем. Зошто е проблем? Нека ми наведе некој аргумент. Има ли некој? Сте слушнале ли некакво објаснување? Сигурно комуницирате со дипломати. Нема објаснување. За тоа нема објаснување. Туку нон-стоп се
префрлува топката на тоа, решите ги вие внатрешните проблеми, како да овие нема никакви проблеми тие у тој пакет што беа примени, и те какви проблеми има, и балтичките земји беа меѓу нив, у тие земји, тогаш 2004 у тој пакет. И чак и ако гледаш, бидејќи се знае дека во Европската Унија тој финансиско-материјален интерес игра многу важна улога, тие ги коштаат многу повеќе отколку земјите на Западниот Балкан. Ние не сме ни 2-3% од бруто општествениот производ на Европската Унија, тие беа 15%. Тие беа околу 80 милиона, ние не сме ни 16-17 милиона и помалку. Сега бидејќи ни отидоа луѓето тамо и на секаде се разлеа, значи нема оправдување. Сега зборуваме за капацитетот на Европската Унија. Капацитетот на Европската Унија може да ги абсорбира овие земји без било како проблем и тензичност. Меѓутоа, пак се враќаме на онаа точка кога председателот Макрон рече дајте прво да решаваме внатрешни прашања, и затоа и политичката унија направија да си дадат време, да не отпишат, така да кажам, ама и да не примат внатре. Да бидеме на список. Да бидеме на списокот, да бидеме, без ток. Да, затоа што да бидеме на клупа, како резервни играчи. Суштината на проблемот не сме ние. Така е. Што е проблемот тогаш, господин Кирилов? Проблемот е што има разлики сериозни внатре во Унијата. Пред се, Германија и Франција во последните неколку години, повеќе години, не функционираат ни приближно онака како што функционираа порано, како така наречениот мотор на Европската Унија. Тој мотор застана, подзастана. Тоа е многу важно. Значи, европското неединство, според вас, ако ве разбирам, влијае сега на тоа како ќе продолжи овој процес? И тоа како влијае.